Се ближи денот кога ќе се најдеме очи во очи со оние кои не евалуираат, оние кои ги оценуваат чекорите, процесите, односите, институциите, како функционираат низ призма на владењето на правото. Зошто? За да го направиме првиот чекор, односно да ги почнеме преговорите за Европската Унија, или пак да почекаме во рамките на така наречената подготвителна фаза, да ги употребам зборовите на господинот Хан, за да се подготвиме за она што е неопходно за Европската Унија. Владење на право го нема. Ние имаме овде владење на една мала олигархиска група на луѓе која постојано се повикува на фантастичниот успех наречен Преспански договор, ама во меѓувреме фантастично краде и го осиромашува овој народ. Нема владење на право каде што нема поделба на власта, а во Македонија нема поделена власт. Сета власт е на едно место, на Илинденска, и внатре во Илинденска сета власт е олицетворена во една личност, премиерот. Тој е надлежен за се, од комуналните работи па се до судските реформи. Затоа нема децентрализација во Република Македонија, затоа нема рамномерен регионален развој во Република Македонија, затоа нема независно судство. Ние ќе бидеме политичари кои што ќе бидат уморни, ненаспани, издоревни со проектите под мишља тука меѓу народот. И заедно со народот ќе ја градиме иднината на оваа земја. Ова е нашата историска улога. А јас се заветувам овде од мојот карпуш, од родниот карпуш, дека тоа што ќе го кажеме, тоа и ќе го направиме. Затоа што ние сакаме да чекориме во Европа, достоинствени, искрени и честити. Вие, господа од СДСМ, имате проблем самите со себе, а ние и граѓаните на Република Македонија имаме проблем со вас, но тој проблем ќе го решиме на 21 април, а потоа и на 5 мај. На тој 5 мај потоа следуваат предвремени парламентарни избори. Не дека му верувам на Зоран Заев, не дека верувам во неговиот збор, тој е нечестит збор. Туку затоа што народот има таква енергија која што ќе предизвика предвремени парламентарни избори. Затоа што доста му е на овој народ од понижување, омаловажување и од викање кичма. Овој народ сака повторно да биде горд, достоинствен, со исправена глава и да чекори храбро од иднината. Нашата правда, господа од врхушката на СДСМ, ќе победи вашата неправда. Сега, не е потребна обединетост и сплотеност како никогаш досега за да го поразиме овој заевизам по принципот кажувам, заборавам, не дирам. Мора да сме обединети, сплотени од прв до послед, за да ги пратиме на темната страна на политичката историја, да го растераме овој дамаклов меч кој што натиснал на Македонија. Затоа нашиот сон за Македонија е велик и затоа кога ни велат дека е невозможно, кога не обесхрабруваат, кога ни велат дека се е готово, се е завршено, тоа треба да не мотивира да продолжиме да се бориме. Да се бориме и да го сонуваме нашиот сон за Македонија за да стане еден ден јавен. И во таа борба нема да победат ниту побројните, нема да победат ниту помоќливе, туку ќе победат оние што се мотивирани и храбри, а вечерва на овој дожд, пролетен дожд, гледам само такви луѓе мотивирани и храбри, кои што сакаат да победат. Правда за Македонија, татковината повикува. Гордана Силјановска-Давкова.